Струјата ќе поскапи, ама како последица на слабото работење на енергетските компании во Македонија, велат економисти за Алфа. Според енергетскиот консултант Сања Божиновска, ова се должи на однесувањето на државата која и натаму лежерно ја согледува енергетската криза, па така Македонија ќе плаќа скапа струја за да се истурка зимата. Божиновска вели дека производството на струја на државните електрани било драстично намалено, а згора на се кражбите биле огромни. Зголемување на електричната енергија е неминовно да дојде, меѓутоа проблемот во Македонија е тоа што производството е драстично намалено во последниот период. Ако ги погледнете извештаите од регулаторна комисија, ќе видите дека имаме помалку 1 терават произведена електрична енергија, што е сериозен проблем за сите. Се надевам дека конечно сите субјекти кои се инволвирани во оформување на цената ќе ја сватат сериозно работата и ќе направат конечно една стратегија во која ќе бидат вклучени професионалци и дека нема да ни се повторат 16 милиони евра фактура за недозволено преземање на електричната енергија од европскиот систем ЕНЦО. Дека зимава ќе биде потешка од лани со повисоки цени и без газ, потврди и првиот човек на регулаторна Марко Бислимовски. Уверува дека постојат механизми со кои ќе се спречи струјата да поскапи за 30, 40 па и 50%. Вели дека било рано да се каже колкаво ќе биде поскапувањето, но тврди дека социјална експлозија немало да се случи. За жал, цените на слободниот пазар се исклучително високи. Пред се од берзата Хупекс е дека не се гледа светлото во тунелот и некаде во третиот и четвртиот квартал имам исклучително високи цени на самата берза, тоа е околу од 250 до 300 евра за мегават час. Претходно Европската банка за обнова и развој потврди дека ќе ги помогне државните електрани со 100 милиони евра. Кредитот наменет за надминување на енергетската криза ќе биде одобрен на 20 јули. Од банката информираа дека парите ќе се искористат за да се надминат сегашните кризи на пазарот со струја, но и да се зголеми отпорноста на енергетскиот сектор од системски шокови. Инаку до крајот на месецов енергетските компании треба да ги достават пресметките за нивните трошоци, кои директно влијаат во формирањето на цената на домаќинствата. За сега не се знае колкав ќе биде уделот на струјата кој државните електрани ќе го испорачаат на универзалниот снабдувач. Паралелно привршува и изработката на новите правилници за нови тарифи за пресметка на цената на струјата. Домаќинствата кои ќе трошат повеќе, правилниците предвидуваат и поскапо плаќање.